Сега одиме на поведри содржини, односно ке промовираме збирка. Добро утро за нашите гости. Суза, ќе те оставам тебе да си ги представиш. Благодарам многу, Искра. Ние со огромно внимание заедно со гостите ги слушавме вестите и пред се да ве прашам, вакцинирани ли сме, бидејќи во градинка не примаме не вакцинирани, Саша? Ке да е поодамна. Мене у старачки дома го примаат. Добро утро, да се насмееме. Понеделнички, Искра, имаме машки понеделник. Гледаш ово утро? Сите гости ли се? Ти имаш, извини. Да. Јас сум фина. Бидејќи овде сме некако во мнозинство во студио жени, во режија ни се повеќето мажи, имаме и дами, но добро утро за нашите утрински гости, Марко Виденовиќ и Саша Шотаровски. Убавиот збор е секогаш поттик повеќе за да си помуабетиме и за да споделиме нешто во овие сиви времења, барем по некој убав збор да си кажеме. Добро утро. Добро ви Бог дал. Честитки, Марко. Ова е твојата трета збирка, иако во најавата те најавивме како поет и музичар или поет. Како повеќе се чувствуваш? Сега тоа коментираме. Порано беше музичар и поет, сега веќе оди на поет и музичар, така да. И двете ми се драги. Така. Наоѓам од едното во другото мир, префрлам така да... Од се по нешто. Од се по нешто. А пак на нашиот втор гост на Саша Шотаровски му е судено некако да биде секогаш во друштво на уметници кои што умеат и со зборот, умеат и со инструментите, умеат и со четката. Бифе Тафталиџе е култно место во главниот град кој последниве години навистина на едно место ги окупира сите луѓе кои имаат некои интересни, не секојдневни животни приказни, ама и професии кои што не оставаат рамнодушни. Па види, ја мислам дека късметот мој личен и на бифето е што некако се обкружувам с убави луѓе. Има Марко една песна "Убав човек", посветена на Игор Дурловски, и така и тргна тоа. И с убави луѓе е многу лесно и многу просто и многу едноставно и многу убаво. И мед и млеко, да. Знам дека таму многу убави луѓе. Тафталиџе е врталиште на такви луѓе. Марко, колку години го правиш ова? Ти си инаку прва виола во Македонската филхармонија и со музиката си предпоставувам цел живот, што не беше случај и со пишаниот збор. Како ти се случи ова твое споделување на зборовите? Па, негде 2018 година почнав така да пишувам. Што за себе, што за... Да, за општи ситуации, нели со социјалните мрежи, за секојдневни работи. И тоа беше некако како се јави како иницијална каписла. Потреба? Да, поезија, искрен да бидам, многу малку претходно сум читал. Сум се обидувал, не сум можел многу песни да разберам или сум ги разбирал на мој начин, кој после тоа сум согледувал дека било друго се работело во песните. И така, сосема случајно почнав тоа да го правам, дури не испадна првата книга, па втора книга и еве сега трета, и ова по заслуга и иницијатива на Саша. Така да ова ми е некако како издувен вентил, народски кажано. Сите работи кои тежат во музиката можам да ги преточам во поезијата и обратно. Често и се обидувам да ги поврзам и поезијата и музиката, така да... Она што фасцинира, а јас уште пред да се видиме овде во студиото, имав прилика да прочитам нешто од твоите писанија. Воодушевува тоа што имаш толку кратки, а толку силни песни, во кои што со два реда напишано се ти е кажано, како например вака: "Имај ме дур се имам, прегрнувај ме дур ме има, гледај ме дур се гледам, стисни ме пред летот, прости ми пред сонот, оти не знаеш ниту во него, а ни по него што следи." Прекрасно. Си ја кажам. Ти благодарам. Првите песни беа долги. Како поминуваше време, од тоа што и во разговори со луѓе, а и самот јас, гледав дека луѓето имаат се помалку и помалку трпение да читаат долги писанија. Па и долги постови ништо не читаат. Да. И не е тоа заради приближување кон луѓето од аспект на маркетинг, него едноставно да се погоди поентата. Да се погоди поентата, точно. Мислам дека најчесто многу ги шириме работите. Многу сме заборавиле да бидеме кратки и многу филозофираме, а тешко доаѓаме до самата поента. Колку филозофи се вртат? Саша,
на месечно ниво, иако има луѓе кои што навистина и кога филозофираат умеат да ја погодат поентата. О, филозофи, колку сакаш, поентата никој не ја погаѓа. Поентата никој не ја погаѓа. Има филозофи. Млатење празна слама, впрочем, тоа беше и поводот. Затоа што, пример, ја не читам поезија, читам за пари. Ама никој до сега не ме дал пари. Има време. И јас Марко го упознав баш кога случајно се сними таа видео верзија на Убав човек, Милан ја читаше Ивановски и викам, види бе, што е ова? Пошто знаев дека е за дурло, викам, види, лепот. И почнавме да се дружиме. И целата работа беше да се, знаеш, у денешно време стварно немаме ни нерви, ни време да читаме долги работи. И... Жал. Или па за среќа. Брста на животот на вистина. Интернетот толку ни одзеде време во денот, да едноставно ние немаме многу време да издвоиме за... И за тоа кога почнавме го угушив, пошто он не знае што е тоа галички систем на досаѓање, ти доседјам и на крај ти ме молиш да завршиме работа. И одма се најде одма. Корицата е на Милан Андов. Илустрациите внатре се на Снегана Мелник. Најзаслужниот човек е Сашо Јовчевски, кој стварно му ја земавме душата на памук, не вака, не така, не вака, не така. Али во кратко време, не должи. Да, не. И све се среди за 15 дена. Да, одлично. Промоцијата е во сабота, напладна, во бифета в Талиџе, замислена како еден многу несекојдневен концепт. Да. Ајде откри, Марко, нешто збор два. Па, само да не послужи времето, а ќе не послужи, пошто нели со што те правевме муабет Пишавте договор со... Ништо не сме му сгрешиле на Бога. Не, така на генералниот директор на Пимен не сме го сгрешиле, така да не. Така да, замислено е надвор да има неколку мина. Мене ми е драго што и ти беше дел од тие кои читаа видеа, рилсови. Почестена што меѓу првите добив една од твоите песни и се внесов колку може во неа и сакав да бидам дел од оваа убава приказка. Па сега некој од вас, кој ќе сака, ќе се договориме, да прочита по една песна, да се дружиме, да се подпишуваат книги, да испиеме по некој кафе и друго кој сака, така да биде не секојдневно, пошто да излеземе од тие некои... Да, тоа сега. Кои за политика зборување нема да има. Филозофирање на долги теми. Филозофирање ќе кажеме до колку стиха. Има правило. Оваа збирка оди за мене, поточно оди за твојата учителка. Да, сакам да ја поздравам мојата учителка Блага Турунџиева и јас вчера кога се чупме на телефон сакав тоа да ти спомнам, ама ајде викам кога ќе се видиме. Прекрасно. Гледаш Искра колку е мал светот. Денеска случајно дознавам дека Марко е ученик на мојата мајка. Да, каде што мојата мајка скоро целиот свој работен стаж го помина во Битола во училиштето Стив Наумов и навистина прекрасно. Па кажи што ти рече мајка ти за него тогаш, а? Се најдобро. Сите петки. Денес после колку години, значи тоа било 88. Да. И јас 2 години сум чел кај неа, значи колку години поминале, денес ја гледам после толку години. Да, денеска дури се видеа. Се видовме, благодарение на овие апликации кои што не врзуваат, не поврзуваат и така натаму, навистина прекрасна можност и баш убаво. Се верувам дека на секоја учителка е драго кога ќе си го сретне ученикот после многу години. Саша, кажи ми, вака како можеби еден од друштво овде помеѓу нас, ја вклучувам Искра со најголемо животно искуство во минатото, секоја жена паѓала на убав збор, на добро кажана реченица во вистинско време. Поминува ли тоа се уште? Па, знаеш, се повеќе поминува. Да? Затоа што поготово младиве генерации, јас стварно не можам да верувам, не знаат, не умеат. Не да пишуваат, ни да се изразуваат. Ја мислам дека не знаат ни да читаат. Ако ми веруват. Да. Има. Јас мислам дека се срамат, да. Тоа го сваќаат као нешто старомодно, не е модерно. Не знаат толку, да треба писмена да им дадеш македонските тема, ќе ја напишат. Ама да треба да се изразат и да искористат некои фрази. Јас ќе ти кажам, секоја сабота доаѓаат едни 2 деца
па деца, 19 години и секоја сабота овојна девојка и носи ружи, цвеќе. И ја кој ќе ги видам, ми се тресе душе од убаво. И нешто као пијатони. Викам, нема плаќање тоа ти. Овој ги потроши парите за ружие. Значи има надеж, а? Абе има надеж, има за тоа и правиме, за тоа и пустиме, за тоа и цена. Знаеш, да биде што повеќе млади луѓе да земат оваја книга, друга книга. Книгата ќе може да си ја набават сите кои што ќе дојдат на Да, промоција во потоа ќе сабота, биде и така? онлайн продавање, и ќе биде и у бифе, и до прва ќе одиме и низ Битола. Марко вика, Битола била убава, ја не му верувам, али ја не е Боже, како битно. не те однеси џабе, ништо Марко и на Така да Битолчанец. што повеќе луѓе. Да. Самата книга е на насловот е Будење, поради баш и ова е една причина, овај муабет за тоа. Што мислам дека малку сме заспани и навлезени во тие темни страни. Имаме ние некоја чудна потреба да сме во некоја состојба на автоматски пилот. Точно. Што сака нека биде, па се Да, ако се да, разбудам, се разбудам. Да. Кој сум јас, никој ништо, капка во морето, не Да, може кажи ми ништо зборува да за направи. претходните две збирки, како поминаат тие и каде можат да ги набават сите останати покрај тоа што ќе ги има во бифета Вталич. Зборуваме за претходните две збирки. Првата беше Платно од шепот, беше издадена од издавачка куќа Ѓурѓа. Втората До 101 и назад, може да се набави во Таков ни е литература планот, МК. до 101 и назад, нели? Па да, А ја уште малку јам да стана. ама имаш за назад. Така да, ова како што кажа Саша, ќе биде во бифета Вталиџе и другите работи на него ги оставам, пошто јас сум маркетинг, тоа ми е слаба страна. Додека свириш, кажи ми, со твојот инструмент со кој сум сигурно цел живот од дете си со виолата, Па, така? прво со виолина, после со виола, да. Ти доаѓаат ли идеи? Застануваш ли со свирење за да запишеш нешто? Често после работата во филхармонија има друг оркестар каде што снимаме филмска музика. И таму има повеќе време да се користи мобилен телефон. Трето помеѓу полувреме паузи. имаш некаква поврзаност со музиката во трето полувреме или така ми се чини? Да, тогаш оркестрации на Кирил Ѓајковски имаше музика, јас правев некои од оркестрациите за филмот. Да, трето полувреме и за Балканот не е мртов исто. Така. Да. Одлично. Значи, И во студио додека сме, знам да земам и да напишам нешто. да шкртнеш нешто да не ти отиде мислата. Да, сите песни ми се во телефон. Јас кога ќе ја уклучам прво смукалката, мене тогаш најмногу идеи ми доаѓаат и велам не ти е Сузано пишано да оставија, денеска не е ден за прво смукалка, седни пишувај. Не, мора да се фати мигот, моментот мора да се фати. потцитне. Често знам и на семафор на црвено. Инспирацијата. Одлично. Да. Еве, ајде да заокружиме, значи поканата е отворена за сите, нема најави, нема специјални некакви Нема екстра зурли покани. тапани, Не. не. Да Секој дојдат добронамерник, сите луѓе, секој кој дрес-код сака е да- насмевка, да дојдат, ќе биде убаво. Да се дружиме и за убави работи да правиме муабет. Тоа е Одлично. најважната Да се разбудиме конечно сите. Супер. И Секој бидејќи посебно. си човек од филхармонија, еве дека да те искористиме, да ни кажеш и што ќе можеме ова пролет нешто интересно да не заборавиме да си набавиме влезници, што ќе можеме да следиме. Па, Македонска филхармонија секогаш има интересна програма и во новата сала навистина и едно доживување, можем да кажем, од светски рамки, така да секој концерт е возбудлив на свој начин. Така да топло препорачувам на сите луѓе малку да излезат од она секојдневие, од она сивило што го имаме, од вести, од политики, од такви работи, може да се опуштат Да. на концертите на Македонска филхармонија. Така, мислам дека имаме време уште и да искоментираме со оглед на тоа дека секогаш е добро да се спомене во образовниот процес многу од книгите кои што со години наназад влегуваат во оние задолжителни книги за лектира. Мислите ли дека вистинските книги ги читаат децата кога станува збор за лектири кои треба да се обработат во текот на една учебна година? Па сега од овие новиве, и не ги знам многу, затоа што мојот син е 8 години, тоа што знам, тоа е во ред. Не знам како е за подоцнежните години. За да споредам со тоа време ние што сме читале. Во наше време, са ние не сме многу стари, нели, ама во наше време навистина имало добро одбрани Добра книги. понуда. Образовниот систем, како образовен систем од другите работи што ги гледам
во процесот дома, нели, не е баш на некое сјајно ниво. Така да од лектирите и не знам, не би можел да кажам сега моментално. Сметаш ли, Сашо, дека треба да се направи едно ревидирање и да се вметнат книги од поново во време, бидејќи се менуваат и генерациите, се менуваат и вкусовите? Сузе, кој да смени, што се сменило овде 30 години? Па поубаво за тие деца, ете 7-8, моето пораз, да ја стават Ана Бунтевска у лектира, да го стават Тихо, да го стават Марко. Знам сега, у моментов не ми текне. Тоа дете му е тоа интересно, не му е интересно сега, не знам, поима немам кои книги више беа наше време, тоа беше. Славко Јаневски, да. Абе, и Славко Јаневски нека стои. Никој не вика, не, таман работа, ама не е сега да му дадеш ти Достоевски да чита, бе, не е лудо да чита на толку брзо, ќе си купи на интернет скрипта за не знам колку, за $5 за. Да, тука и Искра би сакала да ја вклучам, Но јас не се согласувам, така што парно не ме вклучувај. Дете вклучувам. Напротив, треба основите прво да се имаат, па после да се премине на другото, ама тоа е моje мислење. Добро, Искра е лингвиста и можеби има поиздржано мислење на оваа тема, така да јас да речем од лектирите во основно образование би можела да ги издвојам нешто што ми е запаметено е Големи и мали. Да. На сите. Тоа е книга. На машките обично Зоки Поки. Да, и толку. Тоа и Центерес, да. Улица Караорманска е на Големи и мали. Така е, така е. Да, има тука доста книги за кои можеби никогаш не би сакала да бидат тргнати од таа задолжителна карта на лектири или легенда на лектири, но како и да јас верувам дека и во ова што денеска и тука се создава би можело, барем во средно образование, ако не во можеби начинот на основните. кој на децата им се доближува Е, книгата. Начинот е многу важен. Важни се наставниците, наставничките, како тоа ќе го доближат до децата. Тоа не е само за литературата, тоа е исто за музиката, исто за спортот. Кај нас тие предмети се занемарени во споредба со другите предмети. Нема да бидат сите математичари, нема да бидат сите физичари. Значи, не подценувам, не велам дека не треба, да. но Ама секој треба да е начитан. секој треба да е начитан, а тоа води, знаете како, многу често се кажува, па добро, што ќе ни е нас, кога се градеше салата филхармониска, се зборуваше, луѓето немаат пари да јадат леп, луѓето немаат това, немаат, што ќе ни е нас, која култура и... Да, поради тоа размислување сме тука, каде сме. Да. И после ни сметаат тие некои други работи кои се увезуваат од страна, од суседството, од подалеку, ни смета тоа какви ни се децата. За жал, не се воспитани на оној начин на кој би требало. Воведуваме некои вредности, европски вредности, мене тој збор ми е, тој израз ми е така малку, нема многу добро мислење за тоа, а нашите вредности ги потиснуваме. Значи, мислам дека треба да се разбудиме и да почнеме повеќе да се цениме самите себеци, но не да заборавиме и тоа што вреди од страна да го Многу се гордее твојата учителка сега со тебе, да знаеш. Се надевам, се надевам. Да. Верувам дека можеме да очекуваме во блиска иднина и некое дело каде што музиката и поезијата ќе ти биде на едно место и посакувам тоа што поскоро да ти се случи. Сум го правил, да. И поканувам сите оние кои што во сабота немаат некоја многу позначајна работа да дојдат и да си позговориме вака, да си позборуваме и да си порецитираме нешто од творештвото на Марко. Секој ќе има прилика, кој сака и кој милува да прочита нешто. Среќно на промоцијата и ви благодарам што ова утро дојдовте вака. И отворивме една поубава тема од оние кои редовно секое утро ги отвараме. Понеделнички да трне неделата. Понеделнички со гледачите. Искра? Да, апсолутно се согласувам дека колку и да сме сиромашни, тоа не значи дека треба и духовно да осиромашиме.